Министерот Николовски не се изјаснува за откупната цена на тутунот, но очекува зголемена откупна цена, одговарајќи на барањето на Националната земјоделска мрежа, просечна откупна цена да биде 600 денари. Јас очекувам зголемени откупни цени од минатата година и без да се мешаме во деловните политики на овие компании, кои што се претежно со странски капитал, ние праќаме порака дека трудот на тутунопроизводителите треба да се цени и дека очекуваме заради тоа што имаме помал принос оваа година и заинтересираност кај компаниите во поглед на откупот на тутунот. Очекувам дека ќе бидат склучени анекси со кои што цените кои што веќе се договорени ќе бидат зголеми. Од Националната земјоделска мрежа не попуштаат. За нив 600 денари е црвената линија на рентабилност за овогодишната преполовена реколта на тутунопроизводството. Апсолутно, значи нашата анализа е направена со разговори со тутунопроизводствите, но и на самата инфлација и скапотијата и наглото покачување на репроматеријалите, но и лошата година на која наместо хипотетички наместо 250 кг од декар имаме само 70-80 кг туту на еден декар, повеќе кратно ги зголемија трошоците. И дојдовме ние до некоја цена некаде околу 600 денари и тоа е 600 денари по просечна цена за да се помени годината. Во меѓувреме тутунарите се во дилема дали воопшто да го предадат овогодишното производство, бидејќи ако се задржи ланската откупна цена од 300 денари, тогаш годинава ќе ја забележат со загуба. Ова се надоврзува во низата нивни загуби од преполовеното производство на 13.000 тони од очекуваните 21.000. Но единствена добра работа во сето ова е квалитетот на овогодишниот род, што е подобар од ланскиот.